не беше многу дамна кога донесовме законот за употребата на езиците. Прво, направивме една авангардна проевропска одлука во која што нешто согласно устав, кое што беше обезбедено за граѓаните, со закон не им беше дозволено. Тоа го возможив. Функционира државата повеќе од една година, почитувани Прилепчани, Струмичани, Гевгеличани, гледате дека не мора албански јазик да се учи. Секако, освен оној што сака да го усовршува својот јазик, секогаш тоа го има на располагање. Да разбиеме таа лоша теза, која што за жал предизвикуваше одредени националистички нетрпеливости во државата. Законот и самата Венецијанска комисија го кажува како авангарднер. Дури ги поминува одредените европски конвенции во делот на правата на употребата на езиците. Јазиците се да се разбереме. Ние донесовме законско решение, но уште во тој момент, уште кога дебатиравме за законот, после една година дебата, во самиот парламент и со неговото донесување рековме, ќе чекаме Венецијанска комисија, ќе испочитуваме Венецијанска комисија. Затоа намерата е да испочитуваме Венецијанска комисија. Венецијанска комисија е навистина добар репер, укажувајќи ни на сите законски решенија пред се од областа на правото, но и овде во ова законско решение, каде тоа можеме да нарушиме одредени други права и вредности. И е многу прецизна во делот на правосудството. Вели, добро е што се поминува дури и границите на европската употреба на езиците, но сепак нарушувате одредено право, тоа е правото на еднаква правда, на времена правда и не спречувањето на правдата. Тоа е врвно човеково право и се однесува буквално на сите и окажувањето овде се многу прецизни и затоа јас верувам дека парламентарното мнозинство тоа до крај ќе го испочитува. Социјалдемократскиот сојуз сигурно, нашите коалициони партнери верувам сигурно, заради тоа што разговаравме. За оваа работа никој не сака да изгуби предмет на суд или да биде неправично осуден или самата пресуда да не стигне, односно да не се утврди криминал или било каква друга граѓанска постапка, заради тоа што одредено друго право било надминато повеќе од црвените линии, па правото на правда било нарушено. Тоа не смееме да го дозволиме. Секако и сите други укажувања кои што се внатре, ќе ги адаптираме. Министерството за правда ќе ги подготви вака измените, уште еднаш ќе ги испратиме да каже дали е тоа, за да може навистина сработката да ја потврдиме и ќе опуштиме во парламентот, за да парламентот го констатира, за да може и до крај самиот закон. Гледате дека има свои осврати на казните. Ние не можеме да се испретереме дел во казните кога институциите не се воспоставени за самата контрола. Така да верувам дека транспарентноста е здрава за сите, отвореноста е здрава за сите, дури и ваквите авангардни решенија секогаш носат права, носат квалитет на живот повеќе за сите во нашата мултиетничка земја, но дефинитивно сакаме да бидеме европска земја и Венецијанската комисија треба да ја почитува. Значи ова значи дека ќе се ревидираат овие. Да, ќе се даде конкретно ревидирање од соодветното надлежно Министерството за правда со експертите кои што работат заедно на прецизен начин како што тоа Венецијанска комисија го кажува и ќе се пушти во парламентот за негово донесување. Заедно учествувавме сите, и Министерство за правда и потпредседателот на владата за европски прашања, мојот кабинет учествуваше внатре, не знам и неколку други ресори учествуваа и во делот на нашите мислења, комуникацијата, одржавме неколку состаноци. Некој пред недела две беше и генералниот секретар на Венецијанската комисија овде во посета, со кој што зборуваше со сите нас институциите на државата, така да сме усогласени и уште еднаш да напоменам, Социјалдемократскиот сојуз е авангардата на донесувањето на овој закон, заедно секако со коалициониот партнер ДУИ, но овде дадоа подршка и другите албански политички партии и други партии од помалите етнички заедници, заради тоа што тоа е придобивка за сите. Се работи за закон за употреба на езиците, онака како што уставот тоа го предвидува, да биде навистина дефинитивно некое право возможено на граѓаните кое што треба да го има во земјата наша.